Баснословни суми за плати на специјалисти, енормни пенали, менување на тендерски постапки, противуставно менување на закони и низа други контроверзии врзани за договорот со Бехтел и ЕНК. ВМРО ДПМН е со месеци наназад обелоденува и предупредува за она што стои во договорот кој стигнал до нив од свиркачи, а власта во најголем дел ниту демантира, ниту потврдува. Последната во низа контроверзија е сумата која треба да се исплати на специјалистите кои ќе бидат ангажирани во наредните 5 години по договор за автопатиштата, дури 1200 евра на ден, па и за време на викенд. Тој специјалист кој што ќе зема 36.500 евра, од прилика, ако мојата плата месечна е 900 евра, а неговата 36.500 евра, тоа значи дека тој е некаде околу 40 пати поквалитетен. Дел од авансите кои што сега пред избори на трчање се префрлаат, се обид да завршат во приватни џебови, а потоа од таму да се влие со подкуп врз гласачите. И не само овие пари. ВМРО ДПМН е претходно на брифинг со новинарите предупреди дека граѓаните ќе ги плаќаат коридорите по нереално висока цена. Само за ископ на подповршинска земја Бехтел и ЕНК ќе наплаќаат по 20 милиони евра. Во делови од договорот има ставки за кои нема цена, односно пишува ќе биде дефинирано. Тоа се трошоци за релокација на постоечки објекти, системот за телекомуникации, звучни бариери, контрола на сообраќајот, за изградба на патарини, за електрификација и осветлување на патот и на тунелите, за вентилација на тунелите, за противпожарна заштита и слични ставки. Покрај нереално високите трошоци, Македонија се обврзала на пенали ако не ги смени законските измени. Истите оние што се протуркаа на брза лента во собрание. Минимум сума од 53 милиони евра, повторувам, 53 милиони евра, ќе биде додадена на договорот и ќе биде исплатена. Јас оваа сума ја нареков пенали, тие ја нарекоја не биле пенали, биле дополнителни трошоци во договорот. Не само што се смени законот за работни односи кој ќе удри по работниците, туку на коридорите ќе работат 70% странски, а 30% домашни компании. Доколку се испостави точно ова тврдење, комплетно се демантира ставот на владата дека 51% ќе бидат домашни работници. Скандалите не застануваат тука. Доколку се случи некаков спор околу спроведувањето на договорот, ВМРО ДПМН тврди дека тој ќе биде решаван според законодавството на Англија и Велс, односно според англосаксонскиот модел кој е некомпатибилен со нашиот континентален правен модел. Според она што досега се пласираше во јавноста, се чини контроверзија има многу, не само за склучениот договор со Бехтел и ЕНК, туку и со надзорот. Тројката компании која ќе ги надгледува работите ја тресеа низа скандали, од недоволно искуство до директори барани со потерница и добивање лиценци по пробиени рокови. 7 дена пред истекот на рокот за поднесување на понудите од страна на заинтересираните фирми за вршење на надзорот тежок 22 милиони евра, власта го продолжува рокот од 17.10.2022 година на 25.10. Фирмата која ќе го земе 22 милионскиот тендер за надзор, владата смета дека може да биде и во загуба 3 финансиски години поред. Сепак, сите предупредувања и од опозицијата и од меѓународната заедница не ги спречи главните актери вчера по трет пат да одбележат старт на градежните работи. Овој пат наместо откривање табли имавме ископ на една дупка.